Добро вечер, почитувани, нова епизода на подкаст Основано со мнение со мене Јанаки Митровски. Оваа вечер имам чест привилегија како сакате, но и кејф да посакам добро дојде на еден мој личен пријател. 25 години сме пријатели, значи учевме средно заедно, учевме факултет заедно, полагавме правосуден заедно. Неговата кариера отиде во еден малку поинаков, но сличен правец. Добро вечер за Игор Јадровски, член и поранешен председател, тоа ќе го објасниме во текот на денешнава епизода на подкастот, член на Комисија за заштита и спречување од дискриминација. Добре дојде. Добре вечер, добре Вернајдов. Многу фала за поканата. Прво да кажам дека сум стварно фан на подкастов, го следам од првата епизода и многу ми е кеф и на лично и на професионално ниво што сум тука. Без значи персирање, воглавном ги подкаст нели и по слободна форма и воглавном ги тераме на ти. Сега сите сме долгогодишни другари, нема потреба да се персираме. Еден-два исклучности сме имале поради функции што ги обавувале одредени гости. Прво, објаснени од кога си член на Комисија за заштита и спречување од дискриминација. Така, институцијата е релативно нова, постои од крајот на 20-та година и таму некаде јануари 21 година беше... Чекајте да прекинам, ама како професионализирана едно? Како професионализирана со нов закон, да, може и тоа да го објасниме. Значи, законот беше... Постоеше и порано по друг закон, во друга форма, во оваа форма постои од 20-та година, таму некаде крајот на 20-та беше објавен, почеток на 21-та беше објавен конкурс за првата постава, да кажам, на членови и од 25 јануари 21 година сум член, значи тоа е веќе 4 години и како ќе му да е 3 месеци. Што значи дека мандатот ти е при крај? Да, мандатот ми е при крај, имам уште 9 месеци мандат, така до јануари 26. Имате право на реизбор за... Има право на реизбор, законот вика дека може еден реизбор да имаат членовите, секој реизбор е по 5 години. А Игор Јадровски ќе оди на реизбор или не одлучил се уште? Не, Игор Јадровски одлучил нема да оди на реизбор. Мислам дека 5 години се сосема едно добро погледи за секој професор. Да покажеш што знаеш. Па да, дефинитивно мислам дека над 5 години прво, ако целосно се вложиш во тоа што го работиш, а не е твој личен бизнис, дека не би можел да дадам нешто повеќе. Што е добар исклучок и добар преседан, ако е преседан, затоа што знаеш кај нас фотелја, ако може да наречеме, нели сега сепак државно е маци да те закачнам. Тоа е моце ретко, знаеш кај нас ќе се залепат за фотелја и као многу тешко се оддепуваат од фотелјава и углавном јас сум на тоа стојалиште за 4 до 6 години. Треба да покажеш што знаеш и тоа е веројатно доволно, ама меѓутоа кај нас знаеш како е. Се лепат за фотели, имам и пратеници по 30 години и така натаму и така натаму. Се значи не треба да си експерт, еве чисто за публикава, значи се знае што е дискриминација, така и законот го третира како постапување, различно постапување према одредена група поради дискриминаторска основа и со тоа се спречува со сторување или несторување да остварат некое свое право, меѓутоа кај нас законот за разлика од претходната законска основа е многу поширок во основ на дискриминаторските основи. Значи од различна сексуална определба, пол, социјална положба, политичка определеност, значи цела серија од 20-тина можеби дискриминаторски основи има и нели има се ова заприка директна и индиректна дискриминација. Директна е се знае кога е намерата да се дискриминира, а индиректна е кога е истата малку во завиена форма со навидум пропис некој кога произлезе. Навидум да неутрални прописи кои што дискриминираат. Своевремено беше во кој период беше председател на комисијата и објасни ни како ротирате, како тоа оди, како се бира председател на комисијата. Прво нешто што е интересно, еден чекор назад, дека комисијата е колективно тело и кај нас генерално многу е ретка појавата да имаме колективни тела. На прсти може да ги изброите кои се оние тела кои што работат колективно и интересно е од аспект на европско ниво, кога земете да кажеме Еквинет, мрежата на тела за еднаквост, ќе видите дека многу мал процент од телата за еднаквост се колективни тела, најчесто се човек функција како што е да кажеме народниот правобранител. Кај нас во колективното тело има 7 членови, секој ротира на по една година да биде председател и тоа знаете на хартија звучи многу добро, отворено, звучи дека секој ќе добие шанса да кажеме да води комисијата, тоа е за мене повеќе церемонијална функција, би рекол, затоа што нема некои поголеми законски надлежности или нема во смисла на одлучување по предмети по дискриминација, има далеку поголема одговорност во смисла на административно. Ама 20 така, ако сте 7 членови, 5 години мандатот, 20. Па не би рекол дека ќе се зашто не секој сака да прифати таа улога, има некоја укочена страфа, некој можеби нелагодно се чувствува. Меѓутоа идејата беше секој и се уште е секој да може да изротира
и да го понесе, да кажеме, тој неплатен административен и финансиски товар, финансиски во смисла финансиско водење на комисијата товар, затоа што претседателот нема поголем коефициент, нема поголема плата од другите членови. Значи има повеќе одговорни стави. Јас бев до минатиот ноември, тогаш ми заврши мене мандатот како претседател. 23-та или 4-та? 24-та. Значи од 23 ноември претпоставувам од така, до 24-та. До 24-та почеток на ноември, од тогаш колегата Лимко Бејзаровски, моменталниот претседател, ја носи оваа титула. Јас и додека бев претседател на комисијата, знаев да се пошегувам дека тој е претседател на клас, значи се земате повеќе уврски, меѓутоа немате некои во смисла на одлучување по дискриминација поголеми законски надлежности. Искрено мене многу повеќе ми се допаѓа кога го немам тој товар на административни завршување работи, можам на стручни дел, веќе првично за тоа аплицирав да бидам член, да можам стручниот дел да го завршам, така што ако можам да кажам задоволен сум што не си претседател. Да. Се буџетирате од собранието, од државата ве буџетира. Сега, ајде, нема да навлагаме во бројки финансиски, тоа не би било коректно да се бара од тебе, меѓутоа стига ли буџетов, помошен кадар, колку вработени со се вас, нели 7 луѓе брои комисија? Така, ние сме 7 членови, функционери и имаме 16 административен кадар, стручна служба вработени. Се финансираме од државниот буџет и е многу интересно затоа што меѓународните стандарди за поставеноста на телава за еднаквост наложуваат дека нашиот буџет исто како на правобранителот се гласа посебно. И сега тоа е многу убаво, кога ќе видите вие во собранието, се гласа буџетот на правобранител, на комисија и генералниот буџет. Тоа е церемонијално супер. Меѓутоа не можеме да зборуваме за некаква финансиска независност затоа што во смисла нормално делот од колачот што го добиваме го одредува собранието, што нели така треба и да биде, меѓутоа сите останати работи од типот на начин на трошење на пари, колку вработени ќе имаме и слично, го детерминираат и Министерството за финансии и сегашното Министерство за администрација. Исто финансии треба да ви дава согласност. Да, треба да даде согласност за напредување вработување сите тие работи, што е во колизија со нашиот закон, кој што вика дека нашиот размер на буџетот треба да го трошиме ние како што сакаме. И исто така многу интересно е што нашиот закон е во колизија со законот за извршување на буџет. Нашиот закон вели дека ние предлог буџетот го ставаме до собрание. Собранието и владата не гледаат како управен орган, иако сме независен орган и не терат по пракса да доставуваме до... Добро, ако сега да отворам нели на минатогодишниот буџет, веројатно ќе видам каков е буџетот ако не е тајна на комисијата. Ако чувствуваш слободно да кажеш. Не, чувствувам јавна информација. Тоа е јавно достапна информација за тоа. Да, јавно достапна информација, можеби ќе ја немам точната бројка. Знам дека буџетот ни е ист како ланскиот буџет кој што го добивме со ребаланс. Што значи тоа? На ребаланс вие може да побарате пари да ви дадат дополнително, меѓутоа може да скратат, ние бевме скратени. На ребалансот и го добивме истиот буџет кој што го имаме со ребаланс. Тој не надминува некој 400-500 илјади евра. При тоа тоа е малце, очекувам да ми кажеш пар милиони. Не, тоа е многу малце, зборам во евра. Тоа е многу мал буџет. Многу мал буџет и генерално нас ни стига буџетот некако, да, бараме на ребаланс, меѓутоа ни стига да кажеме за најнужните за најнужните работи кои што се плати, комунали и слично. Сега поентата на телото за еднаквост не е да биде уште една второстепена комисија која што само представки ќе работи, туку треба да има малце корективна улога. А и законската поставеност е таква да. Една од главните работи зашто сме ни законот што превентивна функција каде што ние треба да имаме малку поактивни чинители, што бара програмски буџет. Вие не можете превентивни активности да преземате ако немате програмски буџет. Во светот гледат на законодавецот и на тие кои што го креираат буџетот, а функција не е баш битна затоа што ние четврта година поред 0 денари добиваме за. Можеби не им сметаме, меѓутоа јас би рекол дека се нема сенс што значи тоа. Зошто нас би ни требале да кажеме не носи гласови. Па веројатно и така, види се политичари веројатно така перцепираат. Да. Комисија за дискриминација многу и не им е нели важна. Сакам да те прашам дали е потребна и како сакаш свати го и лично прашање, дали е потребна политичка поддршка за да станеш член на комисија, затоа што сега сепак ме бира собранието, сега да не бидеме наивни. Да. Ова исто прашање го поставив на Ана Павловска-Данева, ни беше асистент кога бевме ние студенти, нели после нормално прогресираше до факултет, таа немаше проблем да одговори. Ме интересира твоето прашање, дали е потребна политичка поддршка, не за Игор Јадровски, за било кој да стане член, а може и сакаш и за лично да одговориш. Јас можам да го кажам личниот пример, дефинитивно е потребна политичка поддршка. Ние ќе видите и во текот на изборите кои што беа за
членови, многу стручни луѓе кои што требаше да влезат во конкуренција, не велам ништо за тие што беа избрани, меѓутоа точно се гледа кога некој има поддршка, кога нема поддршка, како изгледа таа политичка поддршка. Кај нас политичката поддршка секогаш е врзуваат со партиска поддршка. Така. Политичката поддршка не секогаш значи партиска поддршка. Вие можете да лобирате кај известна политичка партија, меѓутоа кај нас една политичка партија никогаш немала мнозинство во парламентот. Тоа значи дека политичката поддршка значи блок во конкретниот случај кога беше првата постава, да кажам, на комисијата избрана, граѓанскиот сектор беше прилично силен, особено оние организации кои што работеа на превенција и заштита од дискриминација. Так. И се формираше блок на граѓански организации познати како мрежа за заштита од дискриминација, кој што инсистира и лобира дел од комисијата да биде избрана по одредени параметри кои што значат исполнување на законските услови. Весна Бендевска. Нема да влезам на тој терен, нема да спомнам имиња, меѓутоа организациите кои што беа во мрежата беа многу децени. Да, се согласувам со тоа. Да, и бара. И веројатно првиот состав можеше најмногу да истрпи така по независни членови. Ја искрено бев изненаден кога ти избрај најскоро. И јас бев изненаден. Затоа што сега во Македонија знаеме како функционира, сега те знам цел живот не си бил никогаш поврзан со една политичка партија, меѓутоа тој тешко и дека ќе се повтори после од кога ќе ви истече првиот мандат, лека по лека веројатно ќе се иде на тоа да се наполни со партиски кадри. Тоа е мој впечаток, затоа што генерално кај нас тоа така функционира. Еве накратко, значи за да не разводенуваме дискусијава, која е се чувствувам дискриминиран. Сега луѓето знаеш дека знаат да пријавуваат и кога треба и кога не треба за све што, меѓутоа накратко, чисто за публика да ни објасниш која е постапката. Се чувствува Јанаки дискриминиран, што прави Јанаки? Многу е едноставна постапката, ние имаме едно од најлесните, да кажеме, постапки и би рекол најлесни критериуми за уредност на одредена представка. Доколку се чувствува некој дискриминиран, поднесува представка до комисијата која што треба да содржи податоци на подносител, податоци на тој кој што тврдиме дека дискриминира, да, не може против непознат сторител, и најдескриптивно и најописно што се случило. Значи, буквално тоа се минимум потребните услови, она што го викаат англичаните admissibility критерија, дека тоа ви се потребните работи кои што вие прават вашата представка уредна. Дополнително добро е да кажете зошто мислите дека сте дискриминирани, да дадете споредба во однос на кој мислите дека сте дискриминирани и да дадете нормално податоци кои што можат да го направат вашето тврдење веројатно. И се она што е многу интересно во нашата постапка е добро, а е намерно осмислено така, е што товарот на докажување паѓа на потенцијалниот дискриминатор. Да упростам, вие не мора да ни докажете нас дека сте биле дискриминирани, туку да направите нешто што се вика прима фација, тоа е правење веројатно, значи буквално само да дадете сомнеш дека сте биле дискриминирани, да направите предпоставка дека сте биле дискриминирани и после спортивната страна има врска да докаже дека не дискриминирала. Тоа е затоа што обично дискриминацијата знае понекогаш да се докажува со одредени материјални докази кои што ги имате, решенија, казни, едно друго, меѓутоа некогаш може да воопшто нема такви докази или пак вие да не, заради различните позиции на моќ, да ги имате тие докази. Токму заради тоа нашиот закон малце обратно ги поставува работите. Рокот е 60 дена? Да, 60 дена, го надминуваме рокот, веднаш ќе кажам. Во последните два извештаи го надминуваме рокот за во просечно постапување за 15 на 20 дена повеќе. Многу е клишаст одговорот. Ние имаме во моментов 5 правници кои што работат на сите представки и едноставно толку се постигнува. Меѓутоа се уште мислам дека се добива релативно брза и ефикасна правда. Бесплатна е постапката, значи ништо не плаќате, што е исто така добро. Нема такси никакви, да, и начинот на поднесување исто можете буквално како сакате да поднесете, дали ќе ни пратите на мејл, дали ќе искористите апликација кај нас на веб страна, ќе дојдете со напишана представка, ние имаме некој образец кој што не е задолжителен, можете устно да поднесете, дури за лица со попреченост во насока на разумно прилагодување имаме направено во деловникот за работа и имаме ставена одредба, буквално може да ни се јавите, да ни кажете дека не можете да пристапите до нашите канцелари, ние да дојдеме на место кај што ви одговара и да ви ја земеме представката таму. Ово кажувам за да гледачите разберат дека навистина многу лесно и дека не е ништо комплицирано да се поднесе. Носите решение, се утврдува или не се утврдува? Директна, индиректна, повеќе кратна? Да.
Интересното е што нашите одлуки се мислења, тоа се совет од давни акти и е сега малце правничка дебата во однос на природата, не се ни реален ни управен акт. Меѓутоа тоа е на ниво на пракса. Да, ако се почитуваат, може прекршочно пријава. Точно, иако самите по себе персе не се задолжителни, не може да наредиме, ние препорачуваме, меѓутоа доколку не се постапи по препораката, даваме обично рок 30 дена најстандардниот за покомплицирани предмети или каде што повредата на правото е комплицирана, треба, не знам, да се направи некоја јавна набавка, не може да очекуваме во 30 дена или нешто. Даваме до 6 месеци. И сега, доколку не постапи дискриминаторот по нашата препорака, ние сме обврзани со закон да поднесеме барање за прекршочна постапка. И од тука прекршочниот суд утврдува дали има прекршочна одговорност или не. Добрата работа е што се уште имаме доста висок процент, околу 70% од мислењата се испочитувани страна дискриминаторите, што е за мене се уште изненадувачки позитивно. Дури и во задоволителен дел би рекол од оние постапки пред прекршочните судови имаме пресуди каде што се утврдува одговорност. И тоа, да кажем, имавме првите ни беа против висок полициски службеник, па имавме против актуелен градоначалник, против актуелен министер, некогашен градоначалник, значи охрабрувачки, ајде да кажам. Еве и одлично искуство, ќе кажам, имам две представки поднесено, за едната се утврди дискриминација и за едната патем за истото изнесено, тоа беше на национално, двете се за на национална основа. Меѓутоа за едната се води и кривична постапка, која што се уште во тек и затоа нема да ја коментирам, која што е за ширење на национална верска омраза. Другата не ми се утврди, меѓутоа се уште немам добиено, еве нека види критика, се уште немам добиено одлука па да одлучам дали ќе одам на управен суд. Од кај нас е таа пратена, имаме проблеми со пошта, ама тоа не треба странките да ги интересира секако. После тоа се моје дали ќе одам понатака или не, што најчесто се пријавува во комисија. Дискриминација на национална, на верска основа. Последниот извештај покажува дека LGBT етничка е најчесто во последнава година. Нас и као навика тоа се, да не звучи ја клише се, јас сум пријавил 2 пати. Не, се повторуваат одредени основи и одредени области и тоа покажа некаков тренд, меѓутоа од друга страна покажа дека одредени институции кои што треба имаат да кажеме потесна надлежност, можеби не се ја вршат доволно добра работата или не се доволно отворени за граѓаните. Ние 4-та година поред областа ние работа и работни односи. И сега, знаеш, ние за да утврдиме дискриминација во работа и работни односи, стварно мора да произлезе од представката дека токму ради твојата лична карактеристика некој или те спречил напредување, те преместил или те казнил, да. Дистинкцијата помеѓу дискриминација на работно место врз одредена заштитна карактеристика и мобинг, каде што едноставно може малтретирање. Да е малтретирање без разлика на основата, не се прави. Тој закон е приказна сам по себе, по мене апсолутно неприменлив. Да, 6 месеци некој малтретира, се бара, не знаеш како теорија, затоа и толку малку, извини мала дигресија ќе направиме, затоа и толку малку пресуди има 1, 2, 3 за мобинг. Ја можам буквално ти да си ми субординиран, буквално 5 месеци да те малтретирам, па да правам еден месец пауза, па после тоа пак уште 5 месеци. Да, и тоа е апсолутно. Тој закон траи итни. Е поради тоа тие случаи доаѓаат кај нас и се луѓето, знаеш, не мора ти секогаш да ја знаеш основата, ако најчесто ја знаеш. Значи ако тебе ти напише некој власите се скржави, вакви, такви, ваков, таков влав, знаеш дека е ради тоа. Така е, да. Да, и сега ти најчесто и во овие случаи од работа, што се па се што. Не, ја знам власи што не се. Така што, знаеш, во вакви случаи луѓето пријавуваат кај нас и сега ние се наоѓаме на многу незгодна раскрсница каде што ти гледаш дека може би има некоја основа, треба да копаш малце за да најдеш. Многу често тука имаме политичка припадност или политичко верување, да не се лажеме, особено во јавен сектор, тоа го има. Така да. Меѓутоа, од друга страна, некогаш комисијата сама себе си пука нога, каде што постапува, каде што не можеме да најдеме основата, а не знам, граѓаните, например, навеле лично својство, општествен статус. И сега тоа е многу широко основа. Да, доста широко. Европски суд за човекови права не ја дефинира, меѓутоа низ праксата покажува. Биш затвореник, корисник на дроги, биш корисник на дроги, сексуална работничка или нешто така, каде што ти си жигосан во општеството или ја носиш таа етикета, тоа е општествен статус. Ама не можеш да кажеш општествен статус зашто јас сум Игор Јадровски, сега јас сум, да, не, тоа не е општествен статус. Сакам да кажам и секој ќе го види дека 4 години поред комисијава се бави со работа и работни односи, вие имате државен инспекторат за труд. Така. Некаде шкрипи. Во однос на основите, да, етничка припадност е една од главните водечка.
многу интересно друго верување има основа, меѓутоа позади друго верување се крие политичко верување. Луѓето имаат стигма малце да кажат политичко верување, јас сум симпатизер и член на оваа опција, а тој што ме дискриминира тој. Тоа е доста високо. Сексуална ориентација и родов идентитет беше високо, ама падна. Годинава немаме толку случаи. Религиозна, па не... Знаеш како, нема врз основа на религија толку многу, веројатно повеќе за етничка ја врзуваат, иако морам да кажам дека лани, во 24-та, во 23-та, имавме доста представки кои што се однесува на иста правна работа, меѓутоа беа карактеризирани као навреда. Ние не постапуваме за навреда, да, и беа отфрлени, имаше и реакции. Тука беше нешто религиозно врзосно на навредени се како верници, затоа што некој ја навредил црквата. Не беше баш во наша законска надлежност. Да, сакам да кажам дека тука, например, бројот на тие отфрлени беше голем и сите беа врзосно на религиозно верување, меѓутоа не во наша надлежност. Ја нема религијата доста. Попреченоста исто така, се на број не се многу големи, но сите се системски случаи. Така. Да, сите многу ретко ќе најдете случај на доста битен индикатор. Да, доста битен индикатор и исто така ова е можеби делот во кој што најмногу има работа, затоа што нашиот закон вика дека и недостатокот на соодветно приспособување сам по себе или немањето на пристапност е дискриминација. Така, да. Да, така што баш така одреден. Од една страна ја имаме, од друга страна имаме underreporting тука. Ако не дојде да кажеме организација која што ќе пријави, ако не дојдеме ние преку допрен глас нешто да видиме па да исконтактираме некого, многу малце луѓе со попреченост, имаше еден дечко со сензорна попреченост, сега скоро пријави случај, да кажеме, на дискриминација во пристап до нотарски услови. Така имаше утврдена дискриминација. Имаше утврдена дискриминација, тој да кажеме му наплаќале повеќе. Да. Или имавме, не знам, видовме во законот за средно дека нема образовни асистенти. Знаете колку луѓе кои што имаат потреба во средно образовни асистенти, за тоа се афектирани. Да. И ќе видите дека, мислам, низа случаи се да ги наведувам, сите се системски. Многу ретко ќе дојде лице ќе каже ова е само за мене проблем заради мојата попреченост, а не афектира целата заедница. Да. Кажуваш дека сте understaffed, undermanned, 5 правници има само, чисто за да добиеме впечаток. Каков е годишниот обем на пријави кои што вие мора да ги поминате? Годишниот обем, па се движи измеѓу 400 и 500. Со тоа што некои предмети се прилично, да кажеме, банални. Ја би рекол шаблонски, има и банални, меѓутоа има и шаблонски, вознемирувачки говор на социјални мрежи, без разлика кој е видот на вознемирувачки говор, секогаш имате некој кој што го прави говорот, произнесувањето не може нешто многу да биде тука, ако е, нели? Јасно. Апла, вознемирувачки говор, не знам какво, немате многу процесни дејства. Имате процесно дејство као системски предмет, ќе го земам, беше доста пристојно медиумите, дискриминација кон индивидуалните земјоделки кои што немаат пристап до породилно. До платено породилно, да. Платено породилно и боледување. И сега знаете тука колку закони треба да се поминат, многу процесни дејства се преземат, патем кај нас правниците не работат само на заштитна функција на комисијата. Они пишуваат извештаи, да кажеме тематски, се пишуваме 3-4 тематски извештаи, ги работат и сите други нормативни работи кои што треба да се работат во комисијата. И сега тоа се луѓе кои што цело време имаат зголем момент на работа. Од тука нас ни очекувано да се касни. Апсолутно го разбирам од другата страна нетрпението никогаш може и на странките, меѓутоа ситуацијата е таква. Имаше прв предмет кој што имав прилика да го прочитам, да го држам во рака, затоа што после тоа земав да го работам нормално, тај жив предмет нема да го зборувам, но беше мислам дека прв предмет на утврдена дискриминација за инвитро вработување, за инвитро бременост. Не знам дека ти го работиш. За инвитро бременост, каде што приватен субјект поради најава планирана бременост за инвитро, едноставно оди и си ја одјавува, нели, господјата се нема никој да минува. Ако викаш го работиш, тоа значи дека има судска постапка, нема го збориме. Да, затоа нема го збориме, чисто прв предмет е, дефинитивно. Само ќе кажам дека чисто и да ги охрабриме, види вака, дозволи. Не е само за инвитро и за бременост. Кај нас има една многу грда пракса, кај дел од работодавачите, што е страшно да се каже, да прво кои прашања се забранети, пате ми се сметаат за дискриминација, да при интервју за вработување те прашувам дали планираш да останеш, нели дали планираш да останеш бремене, тие прашања
се прво забранети и постои многу ружна пракса да се обично знаеш тоа се користи кога не се со решение за неопределено, туку со договор на определено, едноставно не им го продолжуваат договорот и се држат на тоа дека договорот не е продолжен. Сум видели и решение каде што не е само така просто истечен или договорот, туку се цени и дали од кои причини не е продолжен, дали давала слаби резултати, дали е тоа место пополнето со друг вработен и така натаму и така натаму, значи не е само сега ти истече договорот и толку. Да би например тоа место не би било пополнето со друг вработен, може да се вадите на таа, едноставно немам веќе потреба од таков работник, меѓутоа кај нас е тоа многу ружна пракса и овој предмет може би требало да ги охрабри оние кои што инвитро планира, бидејќи нели тоа планирана бременост, да се охрабрат да пријавуваат и на крајот на денот, бидејќи самиот сум работодавец, никогаш не сум ги разбрал оние работодавачи кои што го проблематизираат тоа затоа што на крајот на денот државата го плаќа породилното и никога ние во нашава канцеларија сме имале прилика да една од вработениве стана нели пред година и пол. Мајка мислам толку ми беше кеф, ми давале максимално поддршка, сам нормално дека нејзиното присуство фалело, како обучен искусен адвокат сме имали може и проблем да замениме, меѓутоа на крајот на денот на никој што придонесува во тојата фирма да не сакаш да му се за мене сам крајно идиотски. Да, дефинитивно. И знаеш, интересно е што новиот ЗРО се пишува 100 години веќе и тоа мислам дека не знам дали ќе се напише некојаш, дали ќе се донесе. И тука јас имав можност некоја година да бидам во дел од работната група. Сум бил во работни групи на доста закони, подзаконски правни акти, стратегии, акциски планови и слично. Ова беше навистина во период јас додека бев таму најнеорганизираната работна група, значи дефинитивен циркус кај што ти гледаш дека работната група дури имаше еден период за време на короната на почетокот кога и по 2 пати неделно работната група се состануваше онлайн. И сега нас тоа не е неплатена работа, ние 2 пати неделно доаѓаме таму, не може освен личен порив да направиш добро законско решение, не можеш заради нешто друго да идеш. Работната група работеше за не се донесе законот. Мојот впечаток беше тоа. Во рамките на тој закон, ковидот е 20-21. 19-20 се работи. Тоа беше пред последната година пред да ме изберат во комисијата, Шахпаска беше тогаш министарка и она даде еден таков би рекол динамичен и оптимистички некој работење на работна група, сакаше 2 пати неделно да се стануваме, супер, меѓутоа не гледавме прогрес тука. Една од работите кои што нели беше за кочење беше токму регулирање на договорите на определено време и знаеш малце по конкретизирање и операционализирање на онаа тажна антидискриминацијска клаузула која што стои во ЗРО, а никој не применува, ниту пак знае што значи. Во ЗРО на пример има исто клаузула која што е транспонирање на директива, еднаква плата за еднаква работа и еднаква плата за различна работа со еднаква вредност. Како ти пред суд или пред дит ќе го докажеш тоа, кој го конкретизирал тоа? И пробавме тука нешто да направиме особено за договориве на определено време, ЗРО да понуди една сеопфатна заштитна рамка, меѓутоа ништо не се направи во тој период, не знам сега во која фаза е законот. Меѓутоа и поентата ми е дека знаеш работодавците кога ќе влезат на пазар на труд и кога ќе влезат во правен промет. Генералниот закон е закон за работни односи. Меѓутоа не можеш да ги игнорираш сите други закони. Еден од законите кои не можеш да ги игнорираш е законот за спречување и заштита од дискриминација. Тој ти вика: да, ти можеш да не го продолжиш договорот, меѓутоа ако не го продолжиш договорот и баш отиш што викаш, вработиш друг човек со исти квалификации. Единствената разлика е дека не е бремен, тоа покажа дека ти не си го продолжил договорот заради бременост. Имаме таква пракса. Кај нас имаш милион, особено и во јавен сектор, потоа во јавниот сектор исчезна веројатно на реакции на правници на јавноста да се вработи албанец, да се вработи македонец, не постои тоа да се вработи машко, да се вработи тие во приватен сектор се повеќе кои што се сами по себе треба да се пријавуваат и да се пријавуваат такви. Друго е да кажам се бара да познава албански јазик или се бара да познава турски јазик е нешто сосема различно, што може и јас како влав да научам турски јазик и да се јавам на тој конкурс и е доста различно. Кои ви се најчестите препораки? Значи, не знам, ако е Facebook статус да се отстрани, да се избрише. Да. Извинувања. Препораките се специфични зависно од проблемот, нели? Во вознемирувачки говори како што викаш ти, најчесто бараме да не се повторува, да се избрише, зависно ако е да кажеме и носител на јавна функција или
не знам, некој кој што има општествен статус што гарантира дека вознемирачкиот говор ќе се прошири, дали ти како човек со многу следбеници или некој што нема Facebook ќе напише статус, не е исто. Да, веројатно не е исто, да. Бараме јавно извинување. Многу често во препораките даваме можност самиот дискриминатор да го избере модус операндито за отстранување на повредата. Некогаш сме многу конкретни. Конкретни сме на оглас, не бил некој примен, бил дискриминиран заради образованието. Бараме поништување на огласот, повторување на постапката. Значи тоа го препорачуваме. Некогаш можеме да му оставиме на самиот дискриминатор да се спогоди со дискриминираниот во однос на тоа како ќе се отстрани повредата на правото. Во последно време следиме тренд на останатите тела за еднаквост од Европа, кои што препорачуваат нематеријална штета, односно дори законот дозволува. Законот, знаеш, има некоја генерална провизија, не ни кажува експлицитно вие можете да го правите. Не да вие, но дискриминираниот може да си може да побара, да. Ние препорачуваме тие да се спогодат и да му се исплати нематеријална штета. Так. Не се ставаме во улога на вештаци да кажеме и толку да исплатиш. Него вие спогодете си, тука даваме можност они да се спогодат и доколку не се спогодат, после дискриминираниот има многу по здрава основа тоа да го побара на суд. Иако пер се може да си бара на суд, нели, кога ќе се утврди дискриминација и надоместна штета. Препораките се движат, значи, во индивидуалните случаи. Во овие насоки, каде што имаме системска дискриминација, доста често препорачуваме иницирање на измени и дополнување на одредени закони. И тука можам, за жал да кажам дека буквално се гледа немањето на системски слух за справувањето со дискриминацијата. Не доаѓа директивата од партија, не им е гајле. Ама има некои работи кои што секоја партија, ако збориме за партија, секоја власт, секој парламентарен состав може само да ќари тие работи. Таков е случајот со индивидуалните земјоделки, знаеш. Има програма која што е подзаконски акт, која што има некоја финансиски импликации, предвидува одредени права за породилно отсуство на индивидуалните земјоделки. Истите пари би требало да се префрлат за породилно генерално, да. И истите пари или незначително повеќе пари ќе се потрошат. А поентата дека тоа може на системско решение и да го користат во политичка сврха, донесовме за било кој не сака да помогне на земјоделки кои што плаќаат на хранот денот. Мислам, не помогне да му овозможи основно човеково право. И мене тие работи не ми се јасни. Имаше на пример некои измени на закони кои што нема да поминат и јасно ни дека нема поминат, ама наше да препорачаме, да кажеме дека се дискриминаторски. Имаше некои кои што помина, да кажеме. Например? Па имаше законот за домување за лична карта. Ова беше многу битно да може да се стави престојувалиште и живеалиште во личната карта на адреса на локалниот центар за социјална работа. Зошто? Од причина што луѓе кои што знаеш немаат собственост, не може да изрентат или не може да најдат престојувалиште кај некој роднина, не може да земат лична карта. Следствено не може да земат ниту еден од додатоците, да кажам, што се за социјална заштита, а најчесто тоа се бездомни лица. И парадоксално, предложивме тука измени на законот. И адресата име на центарот за социјална работа. Да, адресата име на центарот за социјална работа. Сега во пракса тоа како функционира, дали функционира? Не, функционира. Функционира. Ми текна на примерот, има се. Тоа е окей, ако функционира, не сме испитале, меѓутоа само кажам, ета тоа е еден позитивен пример каде што тоа се смени, ништо не кошташе и сега овие лица кои што се претерано ранливи лица, имаат можност да си пријават престојувалиште во локалниот ЦСР. Има ли бизарни и банални пријави, се претпоставувам има такви, дали би можел се некој пример од пракса да ни посочи за банални, ајде нема и бизарни, чудни пријави од тој тип? Има банални и бизарни пријави, дефинитивно, значи, не знам, има луѓе, морам да внимавам со зборовите, кои што кажуваат работи кои што се многу малце веројатни, дека, не знам, целиот систем ги дискриминира, ги следат служби, ги следат странски служби, нема да го потребам тој збор, ама сега да кажам има такви го потребам. Меѓутоа, не во таа смисла, знаеш, дали кој што значи не пријави кои што се сега во насока да некој се има нели проблеми да смета дека тоа се веќе проблеми да значи тоа е F20 и натака кои да сметате дека не знам ве следат служби или дека ви се причинуваат гласови или не знам што, не зборувам за банални пријави, ме дискриминираше соседот дека во таа смисла, ме разберав. Има, мислам дека и тие банални пријави
кога најчесто баналните пријави доаѓаат од луѓе кои што виделе дека не може да го решат проблемот, можеби нема проблем, меѓутоа се обратиле до повеќе институции и едноставно ќе го препиши истиот проблем кај нас и ќе каже дека е дискриминација. Има такви пријави, чудни пријави, има да кажеме не би рекол чудни пријави, меѓутоа со одредени општествени случувања, па точно гледат одредени трендови какви пријави стигаат. Например, не знам, пред геј парадите секогаш ќе имате наплив од пријави за вознемирувачки говор, што е очекувано. Значи, така трендовски има. Јас сум религиозен, не вознемирува геј па во таа смисла? Не, во смисла да кажеме на Facebook има вознемирувачки говор сите кои што ги напаѓаат, во таа смисла, Сакам да кажам дека се гледа дека по одредени општествени случувања имаме да кажеме. Или да кажеме кога беше актуелен, беше актуелен, се уште е веројатно актуелен, но зажестен кога беше политичкиот конфликт, дали е правиот збор помеѓу Македонија и Бугарија, па имате препукувања, здруженија кои што бугарите, нели, да, бугарите во Македонија поднесуваат. Своевремено бараат да имаат посебна комисија за заштита, што е дискриминација само по себе. Да, и мислам дека е нонсенс. Не само што е нонсенс. Ти да бараш, сам себе си се дискриминираш, да бараш да има посебна комисија за заштита на и од дискриминација на бугариве. И веројатно постапуваат и по такви пријави, не гледам во што е проблемот, а и не и дека немало има и тоа сакам да кажам, сме утврдували и вознемирувачки говори и се и тоа е за секаква осуда, меѓутоа се посебни комисии за нонсенс. А постои ли, мора да те прашам, она што јас ги нарекувам дежурни пријавувачи, односно луѓе на кои што се не сакам никого да навредам, најчесто се од повозрасни, кои што се можеби пензионери, кои што ете така си го арчат времето, значи кои што редовно се јавуваат 10-20 пати како пријавувачи. Има. Знам точно што мислиш. Има. А ги менуваат дискриминаторските основи или се државно? Не мислам дека ги менуваат дискриминаторските основи, се конкретно ми текна на два предмети, мислам на двајца подносители, затоа што стандардно се наоѓаат по мејловите. Не верувам дека тие луѓе немаат некаков проблем, меѓутоа ние стварно се трудиме во неколку наврати да објасниме каде треба да се повара решението, зашто ние не сме надлежни и што е можеби проблемот. Едноставно некои луѓе не прифаќаат некако одлука и како одговор и има што пријавуваат цело време се навраќаат, обично на мејл ги пишуваат. И дори ако ти пријавам 20 пати по 20 пријави ќе постапувате? Не, ако не пријавиш 20 пати 20 од тие 20 пати 15 сме ти образложиле зошто не сме надлежни, после дојдуваш само кратки одговори кои што ја задоволуваат на обврска од закон за постапување по представки, поплаки, како и да беше, дека мора да ти одговориме, меѓутоа на вистина гледаме да скратиме на образложение затоа што 20 пати ти било образложено, особено ако не нудиш некои нови околности. Сакам да те прашам, зборуваш измени на закон соработуваат ли институциите со нас или едноставно не што велиш не ве доживуваат за важни или тоа не им е толку важно на политичките партии што реално е концентрирана целата политичка моќ? Види, не можам генерален впечаток да дадам затоа што многу зависи кој менаџира одредени министерства. Значи, особено кога се прават одредени стратегии или одредени закони, некои министерства не консултираат. Што не значи персе дека ќе го прифатат тоа што ние ќе го кажеме. Конкретен последен пример каде што имавме јавна реакција беа законите, системските закони за основно и за средно образование, освен значи МОН не викна во работна група, ние бевме во работна група. Тоа додуше произлези од она обврска Елмазо и други ако ти текне од на ЕСЧП пресудата каде што се утврди сегрегација. Освен што ги даваат нели оние мерки кои што се специфични мерки за самите школи, даваат и препорака за законски измени, И се ние бевме вклучени. Тука ние дадовме наши амандмани, предлози за измени на законот подобрување, не беа прифатени. Пеки, не викнале во работна група. Океј, ето. Са тоа го сведували на тоа да биде ради реда, да биде декор, да колку формално да кажеме дека сме викнале. Некаде не. Овдека не е дека не поминаа некои наши предлози, поминаа меѓутоа оние главни работи каде што ние очекувавме од целиот политички контекст, целата атмосфера дека некој нема поминат, како што беа бришењата, да кажеме, на основите
сексуална ориентација, родов идентитет, што патем ништо не значи во насока на заштита, си важи специјалниот закон за дискриминација, може да се побара заштита, меѓутоа е политичка порака и ние бевме свесни дека тоа нас нема да ни помине. Помина некои други работи кои што исто така беа битни, не е декор. Так. Има некаде каде што ќе кажат дека ве консултирали, ќе ве пратат некој прашалник реда ради и ќе кажат дека ја консултирале комисијата, тоа е прашалник каде што не знам во демографски податоци има и презиме, ви стоја контактираат институција. Има и такви случаи. Дефинитивно онаму каде што станува збор за меѓународно известување, значи сите договорни тела на Обединетите нации, извештај пред Европска комисија и слично, таму сме секогаш консултирани, сме дел од државните извештаи и да кажеме повеќе ни се призна експертизата кога е за нешто меѓународно. Би сакале многу поише да бидеме вклучени на национално ниво. За жал, за сега не сме толку. Која е најчудна, најбизарна? Мора да се сетиш еден конкретен пример да ми дадеш, која е најчудна, најбизарна, најинтересна, ако сакаш, пријава која што сте добиле вака во комисија за одлучување? Не можам сега да се сетам на нешто да е бизарно, чудно, интересно, не мора да е баш бизарно. Сигурно има такви примери. Имаше едно, да, еве сега се нормално анонимизирано. Не, анонимизирано и завршен предмет. Ова е многу интересен предмет. Подносителот пријави дискриминација дека него примаат во казино кое што се наоѓа во меѓугранична зона кај Гевгелија, затоа што ми се чини по личен и општествен статус дека бил коцкар. Да не те примаат во казино дека си коцкар е малце попис на работно место. Оксиморон, ама да, имаше нешто такво. И има такви, знаете, некаде каде што апла нема дискриминација, меѓутоа ете ги човекот го боли и сака дека и добро. Еве ја пријавувам дека не ме примаат дека сум коцкар и вие што ја пуштате представката до казиното, барате да се произнесе. Тоа е многу интересно. Процесните правила кај нас не дозволуваат кога на прва ќе се види, значи недвосмислено произлегува од фактите. Добро. Представката дека нема дискриминација, процесните правила, тоа е мањак на законот. Добро. Само критика бидејќи ја бев еден пишувачите првотата група, не сме ставиле процесни правила да кажеме, слушај, дека од прва, значи очигледно не можете да го вратите, да. Да, не можеме да го вратиме. И вие мора да се обратите до казиното. Ние мора да го пуштиме до казиното. Казиното ако одговори, и вие одговорили во тој случај казиното? Мислам дека не ме држи за збор, мислам дека не, меѓутоа ако не одговори, ние ги земаме само на одитот представка и викаме од ова вие што сте ни го пратиле, се гледа дека не. Дека не сте дискриминирани. Да. Интересно и за да кажеме сега за доставувањето, како ќе доставите во меѓугранична зона. Ба, мислам дека не се во меѓугранична зона. Не, има и во меѓугранична зона, тоест не е самото доставување физички да отидеш, туку не може се најде адресата, знаеш. Јасно. И такви некои заврзлави има. Имаше еден многу интересен случај за кој што фативме и ние нешто да правиме, што ни го пријавија, тоа беше интересен случај беше на еврејската група. Дали ќе се сетиш, тоа беа оние патувачи евреи кои што беа ортодоксни евреи едно време. Во Куманово што се населија, па ги пријавува соседи дека се екстремистичка група. Да, беа пријави они кај нас, меѓутоа кои евреи? Да. Тоа беше делумно по допрен глас, беше колега кој што беше тогаш член да ги посети. Сега нема да навлагам каква, нели, група пошто имаше, нели, и такви некои обвинувања дека, не знам, религиозна секта, екстремизам, да, екстремизам, не знам, киднапирање деца и слично. Во тој момент луѓето од околината стварно беа стигматизирани. Меѓутоа тоа не може да го проведе. Две куки мислам дека нешто така. Така нешто, да, па пробува да влезат во некој хотел, па не ги прима. И знаеш што, има стигматизирање од околината, ама тоа персе не е дискриминација. Дискриминација може имаш во тој хотелот кој што не ги прими, ние рековме како оке, тука може да има дискриминација. Ама сега дека на улица тие идат и не ги сакаат, не може да има дискриминација. Меѓутоа тоа беше интересен пример од смисла на тоа, гледате дека нешто не е во ред, не може да помогнете и малце е шубе чувството дека немате што да направите. Дури надлежноста ви виси некаде во. Тоа беше прилично интересен случај за работење, да. Видоа ја бидејќи и кажа дека нели тоа што направи мрежа за заштита од дискриминација, таа беше доволно силна да излобира да влезат и непартиски личности. Ја и така тоа живувам и знам дека тоа така нели кон непартиска личност. Дојаш од невладин сектор. Да. Ако не се лажам, работеше пред комисијава во Хелсиншки, да. А пред тоа во Хера. Да. Кај нас
И тоа е директна последица значи, на сатанизирањето од страна на одредена политичка партија, е доста исвиркан невладиниот сектор. Се тоа колку е вештачки напумпано, колку има основ, не би навлагале са тоа да го меѓутоа свесен си за ова што го зборам, и тоа е особено десничарскиве партии, така да ги наречеме. Кои се причините го дожуваат невладиниот сектор како поврзан со, не знам, левичарски партии или со социјалдемократски сојуз или она Сорос-стигма, Соросоид, Сороспија, на Соросоид е автор еден новинар, на Сороспија еден, не знам, професор кој што самиот е Сороспија по дефиницијата која што ја дава за Сороспија, меѓутоа како дојде до тоа да денес ти човек лаик на улица, ако прашаш да му кажеш невладен сектор, сато Сорос, зашто секое действување кај нас така се поврзува? Кој е твоето мислење? Да, точно разбирам за што збориш. Види, има неколку фактори според мене. Едната работа е нашето поднебие е многу, би рекол, зрело за континуирано барање на некаква теорија на заговор. Па ако ти кажеш дека некој... И на дежурен виновник. Да, некој мора да биде крив. И сега некој добил грант од Европска унија, при тоа не знам, или USAID е сега многу актуелен, ако кажеш дека некоја организација добила проект од USAID, и тоа, знаеш, некако се поврзува со некакви проблеми кои што јас ги викам увозни проблеми. Кај нас USAID, не знам, има финансирано државна администрација, буквално компјутери нема пола државна администрација. Оле компјутери вецња реновираат. Нешто такви работи. И сега остај Илон Масковци и слични фаци што ти кажуваат што правил USAID во Америка. Не викам тоа не е точно, или не знам во Јужна Америка или кај да е. Не може тој проблем да биде овдека, и тој проблем кој што си го прочитал на Твитер, да биде релевантен за сите донатори овдека. Да се разберем, не викам дека нема граѓански организации кои што со право биле критикувани. Еве така ќе го формулирам. Ама не види, се мешале политички, се е политика. Така го гледаш секој. Да, се е креирање политики, да. Граѓанскиот сектор по дефиниција е коректор и поддршка на, значи, невладиниот сектор, на владиниот сектор. Кога ќе распише било кое министерство некаков, тоест не распишува, нема процедури, кога ќе направи работна група за креирање на некој закон, во најголемиот број на случаи, заради тој процес на отвореност, инклузивност и слично, има викнато граѓански организации. Што е ако не е политика кога ти директно учествуваш во пишување на закон? Не само тоа, гледај, исклучително авторитативни држави забрануваат, се види, опасно, со ова си е мое мислење, опасностите од, дека постојат опасности за влијание преку Са тоа знаеш како тука кој е на власт и како си го перцепира да е тоа поволно или неповолно влијание, мешање во туги работи, меѓутоа ако ти видиш кои држави забрануваат невладен сектор, тоа се исклучително авторитативни. Русија, Турција, Северна Кореја, значи само такви држави немаш ти воопшто невладен сектор. Унгарија отиде во таа насока да они го иселија на овој CEU, South Eastern European University на Џорџ Сорос, што е факт. И тоа воглавном, знаеш како се оди преку забрана за финансирање од странство, што е у принцип ги катиш тука финансиите, и тоа е воглавном game over. Мојата, знаеш, и перцепција затоа што јас доаѓам од организации кои што сервисно работеле. Јас сум работел бесплатна правна помош и кога ќе ги совараш потоците од бесплатната правна помош, идеш да пробаш дали на локално или централно ниво да излобираш некаква политика која што ќе го реши проблемот кој што 300 луѓе ти го пријавиле. И сега од таа гледна точка со ранливи групи. Апсолутно, од таа гледна точка јас не можам да разберам, бидејќи најчесто тие кои што се највокални или апсолутно не биле во контакт нити разбираат со такви ранливи групи, нити разбираат, дел од нив, добар дел од нив си имаат обратено прво во граѓански организации кога имале потреба од некаква правна или стручна помош. Знаеш, и тогаш се губи оној, ја го викам тоа како окото на Мордор. Нешто е лошо, го гледаме таму, ама не знаеме што е лошо. Као, тоа се луѓе кои што работат на одредени проблеми. И делот со финансирање, јас одговорно тврдам, особено на огромни проекти како што проекти на ЕУ или таква нешто, 50 дени не можеш ти да направиш. Слика која се прави вечера, се слика и мора да се прави. Не само и тие таквите работи кои што банални пристани. Да, дефинитивно
тоа е најмакотрпен процес кога ќе се прават финансиски извештаи. Јас знам на колешките од финансии не сум им пристапувал во периодите кога се прават финансиски извештаи. Тоа е потранспарентно од било што. Вие многу полесно државни домашни пари можете да ги промувате отколку што ќе направите нешто за големи проекти, па и за помалите проекти на кои што јас сум работел, секогаш имало транспарентност. Ја разбирам одбивноста кон нешто што не се знае или не се познава доволно и под она што го кажа десничарска пропаганда која што неминовно и кај нас е присутна. А десничарски партии соработувале и со USAID, и со ЕУ, и со значи тоа не. Добра, ЕУ не е баш во ист кош сад. Не врска, ЕУ дава пари на државите. Ти посредно или непосредно некој Конрад Аденауер е невладина организација, ако баш така сакаш да гледаме, и Роза Луксембург е невладина организација, ама се знаеш како пак ти кажам се од перцепцијата на тој што говори. За некој се ја имам разговарал на пример, па да, ние сме взимале пари од Роза Луксембург, ама тоа е пријателска организација, се за тебе е, за мене. Ако сум ја антикомунист, за мене можеби е непријателска организација. Конрад Аденауер исто, значи да, тоа, ама тоа било пријателска, значи пријателска политика во ако сум јас комунист, за мене е непријателска. Донатори се као за мене, тоа само да кажам, за мене е непријателска пропаганда ако сум јас комунистички настроен, мислам ја разбираш многу лесно поентата. Мандатот рече дека ти завршува јануари еве го каде е, кои се плановите на Игор Јадровски за после јануари. Кажа тврдо дека нема да бараш мандат, да не се предомисли. Тврдо као предизбори председателски. Ама нема да барам мандат. Да не се предомислиш во овие 9 месеци, ќе видиме, еве категорично против. Што е за тебе? Би се пробал во адвокатура, би се вратил во невладин сектор, нешто трето? Амбасадор. Амбасадор звучи добро, но мислам дека не котирам добро. Види, кај нас и тоа, знаеш колку, кај нас и амбасадор е, веќе кога го спомнавме, кај се политичка функција. Тут треба професионална функција. Треба да е професионален за тоа, дипломат, дефинитивно. Не знам, немам јасни планови, имам уште 9 месеци. Враќање во невладин сектор, не знам што би значило, дефинитивно би сакал одреден период да одморам, значи ќе земам месец-два дефинитивно одмор. Би пробал меѓународна работа, би се пробал на меѓународна, имам кратко работно искуство, некои 6-7 месеци меѓународна работа за меѓународна организација која што имаше сеишта во Англија, би сакал да се пробам меѓународна работа. Што би се рекол, зборам англиски секој ден. Да. Би сакал да пробам такво нешто. Не се гледам во адвокатура. Некако сите што сте од генерација многу рано почнаа со адвокатура се малце се плашат од конкуренција. Не толку многу. И не толку многу, меѓутоа ти ја разбирам поентата. Се генерација кога ми избориш класи, ја малце правам дистинција што е клас, што е факултет. Не, од средно зборам, пошто грото од средно отидовме на ист факултет. Ама добро, по 37, 30 се упишавме на правен факултет, ама ако видиш од 30, сега ќе ти кажеме, адвокати сме 5, мислам дека. 4 или 5, еден судија. Да. Еден судија. Поздрав за судиката. Сега ние на породилно, тоа е убава вест, еден судија и толку, мислам дека... Да, ма другиве да кажеме... Пар директори имаше. Да, министри. Министер еден, да, и тоа и до министерот, нели, голем... Знаеш како јас имаше работа, да кажеме... не знам, конзул имавме, конзул. Да, имавме конзул. Многу јак клас бев. Да, јак клас, стварно, да, 4-9 голем поздрав. Луѓе кои што работеа исто на застапување, на пример во осигурителни компании или нешто така, ја ги доживам како адвокат и мислам може би тие работат се вработени, ама газат на тоа поле. Се шалам, не дека се плашам, него знаеш некако си излезен долго време од излезен сум изградил нека кариера на друго место и сигурно би барал нешто во рамките на ова што го работам. Би пробал меѓународно, желам ја дефинитивно, па ќе видиме. Јануари ми завршува мандатот, февруари го одморам тоа. Значи од март на така 26 следиш. Игор, ти благодарам на одвоеното време. Фала ти, Јанаки, секој добро. Беше многу голема чест и задоволство.